Почитувани, денес продолжува амандманската расправа за ребалансот на буџетот, со која се предвидени 155 милиони денари или 2,5 милиони евра за субвенции и поддршка на туризмот. После 7 години без идејност, застарени стратегии и нефункционални закони, конечно ги поставуваме темелите на туристичкиот развој на Македонија. Во само една година ја исполнивме основната заложба и ветување туризмот да влезе под закрила на културата, бидејќи станува збор за меѓусебно поврзани и неразделни поими. Денес веќе имаме Министерство за култура и туризам. Ја поврзавме државата со светот преку 11 нови авиолинии од двата аеродроми и обезбедивме 360 милиони денари финансиска поддршка. Воведовме чартер лет за 40.000 туристи од Германија годишно надвор од сезоната, а преку изградените и обновените патишта овозможивме туризмот да се развива како што му прилега. Благодарение на засилената промоција, развојот на туристичките капацитети и пристапот кој им овозможува на посетителите автентично доживување на нашата култура, традиција и природна убавина, имаме зголемен интерес за Македонија, која веќе станува атрактивна дестинација преку целата година. Конечно се зголемува бројот на туристи во месеците надвор од традиционалната сезона, што укажува на успешна диверзификација на туристичката понуда, а Македонија е на добар пат да стане водечка туристичка дестинација во регионот. Токму тоа го потврдува и извештајот од Државниот завод за статистика, кој ги даде првите позитивни факти за туризмот, кои говорат дека Македонија бележи рекорден пораст на бројот на туристи, при што во првата половина од 2025 година имаме раст од 21,6% во однос на истиот период минатата година, што е добар импут и за бруто домашниот производ и во вториот квартал. Додека некои зборува и напразно ветува, ние изградивме патишта, проекти, доверба. Го пуштивме во употреба реконструираниот регионален пат од Охрид до Свети Наум, пат кој беше заборавен, а кого го заслужуваше Охрид, го заслужуваа граѓаните и туристите и кој конечно го добивме затоа што сме свесни дека инфраструктурата ги отвара вратите за туризам, за економија, за регионално поврзување, за работни места, за живот со достоинство. По 7 години непоместено камче, повторно се отвори комплексот Македонско село, кој ја прераскажува македонската култура, автентичната архитектура и традиција. Во Министерството за култура и туризам, на ставката 22 Плаошник, еден од најважните национални проекти, имаме зголемување од 362%, односно 36 милиони денари за возобновување на Свети Климентовиот универзитет, а имаме зголемување од 2 на скоро 10 милиони денари на средствата за Скопско кале. Работиме на подобрување на условите за здравствен туризам, при што за реконструкција на јавната здравствена установа Нефрологија Струга обезбедивме повеќе од 29 милиони денари, а за јавната здравствена установа Кардиологија Охрид над 24 милиони денари. Паралелно работиме и на измена на законските решенија во полза на туризмот, нешто што во изминатите 7 години беше невозможна мисија. Во собранието веќе е и законот за измена и дополнување на законот за туристичка дејност, со кој прашањата поврзани со туризмот ги ставаме на единствена адреса и создаваме поврзана и функционална институционална целина, што ќе одговори на реалните потреби на туристичкото стопанство. Дополнително, со измената на законот за игри на среќа, кој е во владина процедура, за развој на туризмот ќе се добиваат 4% дополнителни средства кои се силен импут за развој на секторот. Почитувани, туризмот веќе не е нешто што се случува стихино, туку е резултат на работа, лобирање на секој чекор, агресивна промоција на Македонија во светот, како и на институционални, реформски и организацијски мерки за создавање на функционален и ефикасен систем кој ќе одговори на потребите на туристичката индустрија. Ова не се само бројки. Ова значи посветена работа, визија и конкретни чекори за вистински туристички раст и развој на Македонија. Ви благодарам.